Почитувани гледачи, добра вечер. Подкаст Радар, јас сум Сотир Костов, вечерва се дружиме. Вчерашниот гостин ми е познаник од 2005 година. Се запознавме при реализација на еден меѓународен проект во предвечерието на локалните тогашни избори. Потоа го има прилика да средна многу кратко за некој месец победи на изборите во хотел Дезарет, кога ги обучувавме првата генерација градоначалници кои добија на локални избори. Па 2017 е една многу интересна средба во Кавадарци. И да видам искрен, ова е некоја наша четврта средба, а тоа е Маријан Ристевски од Прилеп. Ајде, прво поранешен градоначалник, ама ќе додадам од златното доба велат на Прилеп, ќе го дискутираме тоа, а денес заменик министер за економија и труд беше. Економија и труд поново. Добро вечер, добро ни дојде Маријан, како си? Добро вечер, одличен сум Сотир. Навистина нашето познанство долго трае. Да. И секоја за убави моменти сме се гледали или што би рекле ние прилепчани. Пред многу години се запознавме, тоаш бевме млади убави, сега само убави. Не, ти уште си млад, те молам. Ја ќе одам на ти овој подкаст, немој да ми се налютиш. Да, нема проблем. А види во 17-та и соработувавме, ќе потсетиме што беше тоа, како беше, ти направи еден многу голем гест, да ти кажам. Тоа е годината кога за прв пат ти изгуби на локални избори, ама знаеме под кои услови тогаш беа изборите во Република Македонија. ВМРО ДПМН не мораше да падне. Ти направи еден голем гест, па ја ви реков и алтруистички, колегијален. Колку јас знам, а го знам тоа од Баже, еден прилепчанец, кој му е шура на Митко, зет му е на Митко, се јави на телефон. Прилепчанец? Да. Се јави ти на телефон и понуди помош, Кавадарчани и Митко ја прифатија, а ние баш правевме план, разбор дека многу прилепчани во Кавадарци си или снаи прилепчанки или мазетовци и така натаму. Па јас сум пола Кавадарчанец. Вишо, по не го мајка, знае. по татко сум прилепчанец, да. И ти направи што направи, дојде со една твоја многу симпатична екипа, заедно со ваташани, го одбранивме Митко во вториот круг, кој иначе така победуваше, ама имавме едни најави од Струница дека некои джипови, некои цепачи ќе ни дојдат, па дури се спомнуваа некои од Прилеп. Така да твојата екипа направи многу добро 2017 година за Митко. Добро, денеска би сакал да почнеме со она работа со која се бавиш, Маријан, а гледам во последните неколку дена имате многу раздвижување во вашето министерство. Гледам она што доделува премиерот Мицкоски за младите, па имаше нешто во Битола, па имаше денови во Скопје. Еве вака би било првото прашање. Може би едно од најбитните министерства за Република Македонија, Министерство за економија и труд, и може би министерство од кое очекуваме економски препород. А бидејќи младите ни се најмногу засегнати, ни бегаат од довде, не успеавме да ги задржиме во заминатите години, зборувам, те молам, за почеток, сакаш накратко, сакаш на средно, сакаш на долго, објасни ни. Вашето министерство, кои проекти ги припремаше и веќе реализира за младите, кои се политиките и кои се конкретните алатки со кои се обидувате на младите да им створите добри услови за работа и да не ни бегаат така јабана, што би се рекло. Па, видете, точна констатација, ова е едно од стратешките министерства во владата на Република Македонија, бидејќи Министерството за економија, сега по ново економија и труд, треба да биде еден од главните стожери и носечки фактори во државата за одредување на правци, законски решенија, стратегии, се она што значи развој на економијата, меѓутоа сето и она што е поврзано со трудот, животниот стандард, подобриот живот на граѓаните и работниците нормално. Ова е министерство кое што доживеа и најголема трансформација во претходниот период. Знаете дека имаше одредени нови министерства, се оформија. Меѓутоа, нашето министерство претходно имало и други области кои биле во склоп на министерството, како што е областа енергетика,
Сега моментално енергетика е во Министерство за енергетика, целиот тој сектор поврзан со енергетика, минерални суровини, кои биле на некој начин и стожери во Министерство во претходниот период во однос на работењето, интересот, развојот на економијата и така натаму. Исто така на надворешната економија, трговија, и таа замина во Министерството за надворешни работи. Имаме исто така дел и други ингеренции кои заминаа во различни институции. Кај нас дојде секторот труд од Министерството тогашно за труд и социјала, сега поново социјала, демографија и млади. И сега не комплетното име е Министерство за економија и труд. Некои ако речат, може би економија и труд, тоа се две спротивставени страни, развојот на економијата, бизнисот, од другата страна. Јас баш тоа сакам да го кажам, јас би го демантирал, економијата и трудот одат заедно, бидејќи со развојот на економијата, подобрувањето на економската состојба, економскиот раст во државата, бруто домашниот производ, е поврзан и животниот стандард, односно подобрување на животот на работниците. И тие две работи се поврзани и мисламе добар потегот на оваа влада што ги спои тие две категории битни за развојот на државата во едно министерство кое понатаму се труди преку различните мерки. Сега да напоменам дека во нашето министерство влезе и Агенцијата за вработување на Република Македонија како многу битна институција во целокупниот овој синџир на развој на државата. Тука се и двата инспекторати, едниот е пазарниот инспекторат, другиот е трудовата инспекција, државниот трудов инспекторат, кои што на некој начин па се контролни механизми кои што треба да го спроведуваат сето она што значи реализација на сите оние законски решенија кои што ги носи, донесува, ги предлага Министерството преку владата, а ги носи секако собранието на Република Македонија. Во овој период, рековме, направивме најголема трансформација, и ако некои беа скептици во тоа дека ќе се снајде, ќе почне да функционира Министерството, меѓутоа направивме еден функционален систем, функционално министерство со симбиоза на тие две работи. И денес слободно можам да кажам дека од 2025 и наредна 2026 година Министерството ќе влезе со уште поголем елан во реализација на неговите годишни програми, реализација на неговиот буџет и она се што значи во донесување на нови закони и прилагодување на законите спрема законската регулатива на Европската Унија и меѓународните стандарди. Сте задоволни од трансформацијата како што ја извеле? Па, видете, беше тежок период. Тука, значи, има предност на вработени, на инвентар, на канцелари прераспоред. Сега спремаме и нова систематизација која би била многу пофункционална во наредниот период. Па луѓе кои што работеле во други институции дошле тука сега, од кај нас заминале нормално во други институции по други услови. Меѓутоа, она што можам да го кажам во глобала, дека е задоволително. Министерството е функционално, ќе биде уште пофункционално со новата систематизација и сето тоа ќе биде во интерес на владата и државата, односно граѓаните на Република Македонија. Да не заборавиме дека ние како институции постоиме за граѓаните на Република Македонија и работиме за граѓаните на Република Македонија. Сето тоа, меѓутоа и покрај овие трансформации, ние направивме голем број на нови законски решенија, измени во законите покрај на усогласувањето по зорот. Знаеме дека опозицијата па и често се бунеше во парламентот, меѓутоа не да се оправдуваме, меѓутоа ние имавме над 300 закони кои требаше да ги усогласиме по зорот. Не е малку. Па не е малку, рачунајте во онај капацитет што ги имаме број на вработени и успеавме тоа да го направиме, меѓутоа донесовме и нови револуционерни законски решенија кои многу ќе значат за граѓаните и бизнис секторот на Република Македонија. Прво го донесовме законот за нефртрговски практики кој веќе дава резултати, а тоа го видовме вчера од медиумите. И тука беа некои скептици, посебно и да речам дел од опозицијата критикуваа нема. Особено они. Меѓутоа, видете, треба да помине одреден период за да некој закон даде и ефекти. Исто тука е и законот за времени ангажирање кој треба да почне, револуционерен закон, првпат во историјата на Македонија, кој треба да почне да функционира од 1 јануари 2026 година.
И тоа е прв пат закон да се овозможи да можат да работат средношколци, оние кои имаат над 16 години, студенти да работат како part-time job, да речеме, популарно кажано. Исто така да работат и вработени кои работат во разни институции, дали приватни или државни институции, да можат да имаат и дополнителна работа, што тоа право ги имале, да речам, граѓаните во голем број западни земји. Знаете, многу нашинци кои живеат таму работат и дополнителна работа и тоа право ќе го имаат. И сега, меѓутоа, и пензионери кои се работо способни. Во Македонија поголема категорија за жал. За мене е интересно. Па би рекол за сите пензионери интересно, бидејќи имаме и млади пензионери, да не забораваме, со бенефициран стаж, меѓутоа имаме и работоспособни пензионери. За жал, со едни грешни политики во минатиот период, голем број од населението иселено. Знаете, наталитетот не ни е многу за пофалување. Тука треба да работиме и на таа проблематика. И сето тоа создава еден голем проблем на пазарот на трудот, каде што многу потешко се најдува работоспособна работна и посебно, како да речам, стручна и ефикасна работна сила, и тоа е еден од најголемите проблеми. Ако кога бев градоначалник на времето, најголем проблем беше невработеност. И тогаш мака мачевне за едно работно место се пријавува голем број на граѓани и тоаш конкуренцијата беше многу голема. Како да кажам, за едно обично најниско работно место во институција се пријавувале дури и луѓе со високо образование само за да се вработат, да остварат некоја екзистенција, бидејќи имаше навистина голем процент на невработен. Сега сме во една друга ситуација во Република Македонија, обратна, кога имаме голем број слободни работни места на пазарот на слободниот пазар, меѓутоа од друга страна па немаме доволно квалификувани работни луѓе и работоспособни кои што можат да и пополнат тие работни места. Тука секако и голем број на одлив на работно способна сила во минатиот период од државата, кој треба на некој начин да го спречиме, и токму во тој контекст вчера имавме во собранието, односно во владата на Република Македонија, беше присутен, повеќе министерства беа присутни, во кое учествуваше на тој работен состанок и Министерството за економија и труд преку министерот, и јас бев присутен како заменик. Многу интерсекторски работите и се координирате. Да, апсолутно. Вчера за прв пат се донесе на по-обсежна стратегија за иселениците од Македонија, стратегија која во иднина треба да донесе ефект. Колкав ефект ќе биде, тоа зависи од сите нас пред се, од институциите. Меѓутоа, тука би ги спомнал и локалните самоуправи, не треба да ги исклучиме, бидејќи тоа е еден врзан синџир кој што по вертикала треба да даде резултат со добри законски решенија, со намалување на бирократијата, намалување на степенот на корупција, враќање на довербата на граѓаните кон системот. Исто така треба таа стратегија да понуди голем број на улеснувања за оние кои сакат да се вратат, дали тоа се високо стручен кадар, дали се тоа луѓе со пониски квалификации да најдат работен однос, дали се тоа луѓе кои што имаат свој бизниси во странство. Имаме и такви македонци по светот кои сакат под добри услови да инвестираат и некоја сигурност на нивните инвестиции во државата. Зошто да не понудиме сите ние заедно со локалните самоуправи, еден добар пакет на мерки за нашите иселеници, кој што пакет на мерки би овозможило што повеќе враќање на наши иселеници во сопствената држава. Видете, каменот секојаш тежи на своето. Каде и додите во светот? Вие ќе видите секојаш, да речам, граѓанин од втор ред. Така. Дома си е најубаво. Дома е дома, значи условите дома, ние имаме добри услови тука, треба да ги презентираме тие услови, не само привлекување на странски инвестиции, ние треба да привлекуваме и наши иселеници кои можат да дојдат да инвестираат тука, да работат, или своето искуство па со работа, интелектуален капацитет од странство да го донесат тука и да го применат во државата, во интерес на развојот на државата. Меѓутоа имаме и многу иселеници кои работат, се менаџери на добри компании, имаат, како да кажам,
имат своји комуникации, конекции со големи компании, па да бидат и добри презентери, амбасадори на Македонија, за да можат да донесат и други странски инвестиции со цел да подобриме економијата, да отвориме нови работни места и така натаму. Меѓутоа, сепак Министерството за економија и труд, тоа е институција која исклучиво се грижи за внатрешната економија и трговија, тоа е повеќе работа за Министерството за надворешни работи и сепак треба да направиме една платформа, која што платформа ќе ги дава и ќе ги подранува нашите инселеници со информации за сите нови законски решенија, можности, начин како да дојдат до работа ако се вратат назад да инвестираат и така натаму, односно платформа преку дигитализација да можеме да ги намалиме сите оние бирократски пречки кои што претходно ги имало во државата, представувале голем проблем за иселеници. Дури вадењето на пасош, ја памтам, во минатото имаше иселеници, бидејќи како градоначалник и често ги посетувавме иселениците, но од главните прашања беше зошто чекаме толку долго да извадиме македонски пасош. Мислам, бирократски заврла. Апсолутно, тука и дипломатските представништва треба да дадат свој предонес. Меѓутоа да се вратам на Министерството за економија, ние во овој период направивме нов економско-социјален совет. Тоа е нова содржина, бидејќи претходно него го водел Министерството за труд и социјала, председател на економско-социјалниот совет бил министерот за труд. Сега пошто трудот дојде во наша надлежност, синдикатите, работодавачите се во наша надлежност, е преконструиран тој со сега председател е секако министерот за економија и труд на тој економско-социјален совет. Тоа е еден трипартитна институција во која што учествува владата со своји институции, учествува работодавачите и синдикатите и таму сите овие стратегии, законски решенија, измени што се во интерес на државата ќе треба прво да се верификуваат, таму да се донесат. Тоа е советодавно тело, сепак нема како да кажам. Без разлика мене ми се бендисува, ви ги пратам дискусиите. Има таму отскокнува само еден синдикат прави бели, ама добро ги терате работите. Мислам им кажувате дека до капиталот и до работодавачите е повеќе белјата, не е до владата. Го пратам тој дискус колку можам, таа дискусија. Успевате некако да ги нивелирате работите за почеток и лично мислам не е така лоша работата. Ние со сите синдикати имаме комуникација. Имаме комуникација и со сега репрезентативните два синдикати. Претходно беше само еден синдикат репрезентативен, меѓутоа на еден заеднички состанок во владата, каде беше и премиерот, барање од синдикатите беше да се намали цензусот, процентот на членство, за да може да можат, бидејќи сите синдикати виднина ќе има и проблем, да речем, однос на одредување на репрезентативност, што од друга страна ќе беше доведено во прашање и функционалноста на економско-социјалниот совет. Од 10 е намалено на 5%, со што влегуваат два синдикати. Убо би било во иднина да влезат и други синдикати, со што да не. Како има различни, да има различни мислења и од тие мислења ние да вадиме најдобри заклучоци. Не е добро само кога слушаме едно мислење од едни или пак наметнување на, како да кажам, знаете, синдикатите си терат некоја своја синдикална политика. Меѓутоа, владата не треба да паѓа на емоции како што било претходно или да носи адхок решенија врз база на политиканство како што правеле претходно, што од друга страна тие недобри, неаналитички, неанализирани добро решенија носеле големи економски потреси на државата и денес имаме ситуација да имаме голем број, да го ставиме приватниот сектор, да земиме јавниот сектор, голем број на институции каде што склучување на разни колективни договори, поддоговори, не знам, создаден е таков хаос во ботувањето на вработените, на платите, така да имаме ние се институции каде што 30-40% на една позиција, зборувам, земат повисока плата од иста друга таква јавна институција. И се создава еден тотален хаос кај вработените, незадоволство и секош имаме ние сапа флуктација на вработени од овие сакат институции што имат
помала плата да направат трансфер во институција Нормално е. што е нормално и Таа човечко. тенденција, нормално. И тоа не е добро. Затоа винина треба да работиме и на тој случај да направиме едно комплетно нивелирање на платите. Сите на иста позиција во сите јавни институции треба да имаат иста или приближно иста плата. Од друга страна, платите треба да се зголемат и секогаш е интерес да се зголемуваат платите и интересот на оваа влада е да се подобрува животниот стандард, да имаме задоволни граѓани кои ќе ни останат во државата, кои ќе можат не само да преживуваат од месец до месец, него да можат и добро да екзистираат, да функционираат, да ги остваруваат сите оние човечки потреби што ги имат и према тоа она што го носеле како е направена една формула за зголемување на минималната плата. Меѓутоа, некои од синдикатите, сега да не ги именувам и напоменувам, ќе се пронајдат во тоа, сакат повторно адхок решенија, повторно некои нереални зголемувања на плати, кои од друга страна пак ќе направат друг потрес во економијата на Македонија. Зголемувањето на платите, знаете, прво може да предизвика голем потрес, голем број на микро, мали и средни предпријатија. Над 70% во Македонија економијата е составена од микро, мали и средни предпријатија кои што живеат на работна екзистенција за обезбедување плати. Исто така со зголемувањето на платите нормално е да платата негде биде вкалкулирана. Кај би била вкалкулирана зборувам во производните капацитети, во цената на производот. И тоа, кога ќе појде во маркет или во трговија, ќе имаме повисока цена затоа што некој не соодветно ја зголемил платата, а тоа директно удира на животниот стандард, а животниот стандард кога опаѓа, се намалува куповната моќ на парите. И џабе ние ако сме ви ја зголемиле платата за 3000 денари, ако се намалила куповната моќ од претходно пред да биде зголемена платата, ќе купите помалку производи. Која е целта и кој е ефектот од таквото зголемување на плати? И затоа, само да завршам мислата, затоа треба една многу добра анализа да се направи од сите параметри. Никако не сме, формулата е таа што е таа и ако не се договорат, ние сме отворени и транспарентни како влада. Тој и премиерот го кажува, тој и јас го кажувам, и министерот за економија и труд. Луѓе, ако вие се договорите, значи и работодавачите, и синдикатите, за зголемување на плата, ние ќе го прифатиме тоа зголемување на плата. Меѓутоа, не може да оди зголемувањето на плата во корист на едните, а на штета на другите. Тоа треба да биде балансирано. И мене ако ме прашате како економист и било кој да опрашате економски експерт, ќе ви го каже истото мислење. Платата може да се зголемува исклучиво со подобрување на економскиот раст на државата, степенот на инфлација и зголемување на продуктивноста на трудот. Ние не можеме да имаме намалување генерално на продуктивност на трудот, а од друга страна да имаме зголемување на плата. Тоа не издржливо. Тоа создава вештачка инфлација, која инфлација го ерозира општеството и економијата во Македонија. На нас за 2-3 дена направи се една работа што мене лично ми се бендиса, некои велат непопуларна, јас велам баш на место мерка е 4 маркети се казнити, правиле некои непринципиални договори за цените и еден сојуз на комори или како се вика. Нешто повеќе да ни каже за тоа, бидејќи јас тоа го наоѓам како добра мерка, иако е репресија е финансиска од државата, конечно да се зауздат тие цени. Не може производителот, дали е земјоделец, дали е сточар, не е битно што да добива ниска цена за својот труд и за своите финални производи, а ваму прекупците на купците кои во главном се луѓе на големите овие ланци на маркети удираат големи маржи, големи цени. Како се одлучивте на тоа? Ја лично го поздравувам тој гес. Па, го спомнав на почетокот, прв пат во Македонија се донесе закон за нефер трговски практики за прехранбени и земјоделски производи и тој прв закон кој што го регулира односот на добавувачите со трговците без разлика дали се тоа трговци на големо или на мало,
прв пат се регулира, досега немало таква регулација. И порано, видете, ако трговците договарале со добавувачите, најголемиот колач го земале овие трговци. Зошто? Затоа што му барале рабат по различни основи, не принципиални основи. Каде да се наоѓа на полица, маркетинг, измислувале работи со цел да направат голем рабат. На тој рабат понатаму додавале и маржа нормално и цените на производите постојано се зголемуваа. Овој закон за нефер трговски практики е еден од ретките закони што е донесен пак со акламација од страна на сите пратеници во собранието и е добар за Македонија и по европска директива, да знаете. Да. Тој закон веќе дава резултати. Не можеше на почетокот, дури се усогласивне, како да кажам, дадовне рок одреден период на рок на прилагодување на тој закон. И имаш одреден рок. Исто така, законот за да даде ефект, значи сега работата е ограничен на само 10%. Не смеат тие да го надминат во текот на годината работот од 10%. Да, има лимит. Можат месечно можат, кога имат некоја акција и така натаму, да го надминат, меѓутоа кога ќе пресметате годишниот работ, тој не смее да биде поголем од 10%. И затоа ни требаше период од една година, бидејќи овој закон стана функционален од јануари 2025 година, сега сме веќе декември, веќе ги дава резултатите. Видете, маркетите и трговците правеа голем отпор, прво затоа што му се скратиле некои можности што ги имале претходно, а тоа беше во интерес на добавувачите. Од друга страна па имавме проблем, добавувачите срамежливи беа и страф им беше да пријавуваат. Затоа што надлежни за реализација на овој закон е Комисијата за заштита на конкуренција, која што е надлежност на собрание, законот ние го носиме. И како што одминуваше времето, ние ги охрабрувавме сите овие нефер практики што и практикуваат да ги пријавуваат. И тие ги пријавуваат. И денес имаме преку 40-50 пријави за нефер трговски практики кои се влезени во постапка и ќе имат завршница. Ова другото, фактички што излезе медиумите, мислам дека вчера или завчера излезе, се казнати 4 маркети со, мислам дека околу 50.000 евра, 3 милиони денари и една од стопанските комори, тоа е Сојузот на стопански комори, која е казнета со околу 18.500, околу 20.000 евра, што од една страна е добар износ и добра казна за пред граѓаните, иако ја не сум задоволен. Треба и поголеми казни, бидејќи кога има поголеми казни, ако не се опаметат, можноста за манипулација ќе биде помала, стравот ќе биде така. ќе биде поголем, бидејќи казните во овој закон се предвидени 20.000 евра во зависност од големината на маркетите, што по мене е и смешна сума. Некој ќе ја плати и пак ќе продолжи со истата таа практика. Меѓутоа ти имале и едно, како да кажам, картелско договарање на цени. Тоа е. Со цел да заеднички настапат да не ги прифаќаат цените од добавувачите што му ги понудиле. Која била крајната цел? Како била? Тоа го контролира Комисијата за заштита на конкуренција и после завршувањето на сите постапки, бидејќи имаше и управна постапка пред управниот суд, е завршено, веќе се казнети тие и тоа ќе биде како една опомена понатаму да не ги прават овие работи и тоа одекна одлично кај граѓаните. Сега дури граѓаните од вчера гледат дека овој закон ќе има голем ефект. Има уште поголем ефект. Зошто законот за нефер трговски практики и за заштита на закон за заштита на потрошувачи, кој што исто така подвладение на Комисијата за заштита на конкуренција, ќе има ефект затоа што наредна година, ние сега една година прв пат се имплементира закон. Сега ние ги гледаме и сублимираме, може би има некои технички пропусти, некои негативности има во законот, и гледаме ги сублимираме. Наредна година во почетокот ќе дадеме предлог до владата и собранието, владата прво нормално, потоа владата до собрание како Министерство за економија и труд да ги измениме овие некои недоречености технички, меѓутоа главна цел ќе биде наредна година да зголемиме повеќе кратно казнените одредби да изголемиме
И Мора. јас би Во предложил интерес на граѓаните. повеќе кратно, да не биде 20.000 евра, да биде повеќе Во една кратно. неврзана дискусија Зголемена- реков и времено затварање со тие што играат мајтап со джебот на граѓаните, ми рекова премногу драконски, не е драконски. Има Не. предвидено затоа што мора еднаш да се вразумат и тоа што е закон да не се изигрува, да бараме са дупки во законот, бидејќи Да. видете, ние правиме закон, тие ангажираат 10 таму правници, адвокати да барат дупки во законот. Мислам и ги А тоа е подучуваат, болката македонска. ги подучуваат, овде ќе има дупка во законот, Доктори овде има, дај да станавме. ги изиграме законот. За И нас треба да сватиме како македонци, како луѓе кои екзистираме во оваа држава и работиме, дека треба да ги почитуваме законите. Кога ги почитуваме законите, ние ќе имаме држава која што е реална, нормална, повеќе ги штити граѓаните, граѓаните ќе имаат доверба повеќе и во бизнис сектор, и во влада, и во држава, и во се, и на тој начин ние ќе спречиме на некој начин и иселување на Да. граѓаните и ред други негативни појави кои ги носат во општеството. И затоа велам дека овој закон е револуционерен. Сега слушам, бевне минатата недела, минатиот викенд бевне на сајм за вино во Србија, каде што навистина преку 40 наши винари, бидејќи виното е еден од главните, да речам, брендови, брендови. да, на Македонија, кои се извезуваат и тука треба да посветиме големо внимание, тука е и Министерството за земјоделие има одредени мерки кои понатаму треба да ги подобрат тие перформанси. Разговаравме сега, имавме средби со неформални средби со дел од српската влада и тие сега го воведуваат овој закон за нефер трговски практики. Не им е прв пат од нас да земаат. Меѓутоа, точно Што е позитивно, не им е прв пат. Точно така, меѓутоа тоа ќе го направат и други држави во околина Тоа е кои добро. не му е имплементиран. Меѓутоа, пак ние ќе бидеме понапред, бидејќи веќе согледавме ние некои недостатоци во законот и сега ќе гледаме Така. да ги надокнадиме и се во интерес на граѓаните. Бидејќи крајниот ефект кој е на крајот од денот? Ако ги нормализираме односите помеѓу трговците и добавувачите, нормално, тогаш она што тие го вкалкулирале како рабат 20-30%, тоа на крај се вкалкулира во цената. Која плаќа цената на крај од денот? Граѓаните. И Сега сега ќе има бенефити и граѓаните и производителите ќе има. точно и Ова да што го кажам, правите вие да го регулирате, зауздате, како да речеме, да го ете координирате. така, тоа е ќе биде една од главните мерки за стабилизирање на инфлацијата. Иако уште не сме задоволни ние како влада со цените во трговијата и граѓаните не се задоволни, тоа го знаеме. Пазарниот инспекторат ги контролира секојдневно цените. Секојдневно и контролираме ние цените и знаеме каде има зголема, каде има. Доколку има некои, да речам, неекономски практики кои ќе ги вочиме, не пазарни практики, ние сме спремни да имаме и одредени мерки. Кои мерки ќе биде, има различни начини како ние да делуваме во интерес на заштита на стандардот на граѓаните, како што имавме неколку пати такви мерки во претходниот период, меѓутоа има и други начини на мерки. Значи, ние можеме да реагираме и да Кога се сака, се може. Ете така и да пофалам Ова иницијатива на пазарната државата е добро. пазарната- Ја од дискутиите на пензионери во Кисело да гледам, ја поддржувате оваа мерка и ја мислам треба да продолжите доколку некој не сака да се ги извршува. зборуваме да нема такви законски. неекономски мерки кои влијат на економијата, бидејќи не сакаме и мерки да има. Не треба владата или економија и труд да се меша во пазарната економија. Цената создава ја Пазарот. понудата и побарувачката, пазарот и тоа е економски. Тоа ќе ја нивелира цената, односно ќе ја направи поностива за граѓаните. Ајде одиме сега на младите. Ајде докажи се, Ќе докажи појдеме, се. само сакам да завршам мислата и пазарната инспекција да пофалам, значи во овој период, година дена, со оваа влада, има преку 20.000 надзори направено во трговија на мало и големо на целата територија на Македонија. Значи сега не е исклучено да прават само во еден дел на Македонија, другиот дел да биде после. Сегде се прави и сегде се реагира. До сега имаме казнени од казни, значи изречено казнени пенали во вредност од 150 над 150 милиони евра, се извинувам, 150 милиони денари или околу 2,5 милиони евра, што не било Па голема што не било распашеност досега. имало претходно. Значи од една страна носиме закон кој на долг рок ќе нивелира цената и ќе влијае на степен на инфлација винина да се
намалува и стабилизира. Од друга страна имаме поголема инспекцијски надзор кој што и контролираат на дневна основа и неделна основа цените и уште една мерка која што се донесе измена на законот за во законот за заштита на потрошувачи, тоа е транспарентност на цените, иако малку можеби беше избрзано, нема се уште ефект, меѓутоа владата и тоа го виде и се работиме на еден унифициран софтвер кој што ќе ги абсорбира цените од сите маркети, трговија на мало и големо, не оние микромаркети, гранапчина, него од големите кои што и влијат на животниот стандард и на некој начин по пат на тие ќе бидат и бесплатно дадени во иднина на самите трговци, да не трошат еве пари, ние ќе помогнеме во интерес на граѓаните, меѓутоа од друга страна не да прави мерки владата, туку по пат на вештачка интелигенција да може и секој човек да си формулира кошнички. Потрошувачка. Добро. Како ќе може? Некако ни се намножија кошнички. Како ќе може со лоцирање на граѓанинот каде се наоѓа преку мобилна апликација, сите имаме паметни телефони, се мобилни, ќе може да одреди локацијата и оние производи кои сака да ги купи, само му ги става во тој софтвер во системот и тој му дава во кој маркети најефтини во околината може да ги набави тие производи. Бидејќи потешко ќе биде со опишување кај пенсионерите, ќе гледаме тоа да биде и со гласовна можност. Да може да на апликацијата гласовно да каже ми треба тие производи, самата апликација да му одреди во кој маркети, во кој трговски пунктови во околината може да ги набави тие производи. Тоа ќе влијае, да знаете, на заштита на животниот стандард. И малку да завршам со инфлацијата, бидејќи цело време имаме инфлација и цело време опозицијата обвинува со инфлација. Прво не можам да сватам како опозиција главна политичка тема да му биде инфлацијата и животниот стандард, кога во нивно време пред година и пол имавме рекордна инфлација во Европа и во светот при нивно владење и најнизок животен стандард и најниска куповна моќ со вештачко зголемување на плати создава инфлација. Куповната моќ беше никаква, иако ние гледаме да се подобрува сега. Тие ја памтам во еден период, ајде сега ќе рече имало ковид криза, едно друго, 19% инфлација. Ама ковид имаше и во Бугарија, и во Србија имаше ковид, па има 12-13%. 11 има, па има 9, па 8. Па сега инфлацијата на некој начин и видете, цените, кога направил некој неприродно бранување на пазарот, тоа цунами тера и после има авторшок бранови. Се ние уште ги смируваме тие бранови кои се создадени од претходниот период, меѓутоа сега помали бранови, постепено ќе се нормализира пазарната економија, ќе гледаме да има, како да речеме, едно коректно однесување од страна на трговците и на добавувачите, па и увозниците и дистрибутерите, вештачки да не изголемуваат цените, пазарот да се нормалира, а со тоа и инфлацијата ќе дојде на едно задоволително ниво. Има недоразбирање меѓу опозицијата и власта за економијата, ја одма барам параметри Светска банка, МФФ, ЕУ. На тој план за инфлацијата они кажуваат ова што владата го кажува. Па видете, така да, за мене е чисто таа работа. Чисто е за мене инфлацијата на едно стабилно ниво, сега се движи околу 4%, како што најави премиерот наредната година, планираме инфлацијата да биде од 2,5 до 3%, од 2 до 3%, и тоа е еден намалување. Не намалување, тоа е една стабилна инфлација, бидејќи блага инфлација создава и економски раст. И треба некош и одржува на она блага инфлација, тоа ќе го каже секој економист, меѓутоа да биде на едно стабилно ниво, со што ќе се заштити на долг рок животниот стандард на граѓаните, а кога ќе видиме вакви недобри практики и однесувања од овие кои ги нарушуваат овие пазарни економски текови, намерно за да некои прават екстра профити, ние одма како Министерство за економија и труд и влада ќе реагираме. Нема како претходната влада да ја оставиме граѓаните да бидат на ветрометина од некои неразбрани, да речеме, трговци, оние печалбари што ги викаме на грбот на граѓаните. И токму со овие казни
со овие инспекцијски надзори радовно што правиме, со овие законски решенија што правиме, ќе имаме на еден долг рок на поголема стабилност и во однос на платите да го поврзам со степенот на инфлација. Значи платите слушаме од синдикатите цело време минимална плата. Сакам да појаснам само сега према она што ги имаме статистички податоци, во Македонија има над 700.000 вработени. Варира бројката, иако некој кажува помала бројка, некој повеќе од 700.000, ние имаме негде околу 30.000 кои земат минимална плата, односно се пријавени на минимална плата. И тоа малку да го појасниме, бидејќи како што се намалува понудата на пазарот на трудот, мора да зголемат платата затоа што немаат работници, како да кажам, пред се бизнис секторот немаат работници, а од друга страна поради пониски плати па јавниот сектор станува неинтересен толку за граѓани, што е нормално, секаде приватниот сектор има поголеми плати од јавниот сектор. Меѓутоа и јавниот сектор треба да има една нормална плата за живот, за екзистенција и да бидат задоволни, бидејќи и без јавен сектор не може да функционира државата. И тоа е поврзано, треба да се нормализира. Сега сакав да кажам дека со минималната плата ја земат некаде околу 30.000, меѓутоа реалната бројка не е 30.000, бидејќи јас знам многу кои имаат бизнис, па да речам и милионски бизнис, а се пријавиле на минимална плата. Има многу такви. Има многу кои што отвориле собствен бизнис. Како абсурдно е тоа. Собствен бизнис, а се пријавиле на минимална плата, се пријавиле на минималец. И тие се рачунат во таа група минимална плата. Така да бројката... Фиктивни. Се водат како минимална плата, уствари не се во таа бројка. Ја би ја преповоловил наполу таа бројка, околу 10-15.000 реално, кои земат и треба да им се зголеми платата, и платата има формула за зголемување и за минимална плата, закон за минимална плата донесен во оваа држава, на кој што закон се усогласиле трите страни во економско-социјалниот совет, значи владата, работодавачите и синдикатите. И тие го подпишале тој трипартитен договор едногласно, и према таа формула во март месец се нивелира минималната плата до 31 март, доколку ние владата и премиерот тоа го кажува, ги оставивме и надвореве од овој закон и формула, ако се договорат работодавачите и синдикатите, ние тоа што ќе договорат ќе испочитуваме за зголемување на минималната плата. Меѓутоа, ако не се договорат, дотоаш се почитува ова формула и према формулата некаде од 30 до 31 март треба да имаме покачување на минималната плата спрема сегашни проценки од 1700 до 2000 денари. Деновиве, наназад 3, 5, 6 дена слушам еден израз. Оперативна програма, млади, проекти, заживување на позитивна атмосфера и давање шанса младите да се самовработат или да се вработат поврзат во млади, средни предпријатија. Те молам, се што можеш да ни кажеш, бидејќи нашава емисија малку се разликува, не е само нашиот подкаст, не е само информативна, туку и едукативна, и убавите работи пораки ние сакаме да ги пратиме на публиката, особено на младите. Како заменик министер, се што имаш, кажувај сега, што сте предвиделе, колку договори направивте со премиерот, со министерот, се спомнува Скопје, Битола. Ајде нешто поконкретно да ни кажеш. Цела Македонија, не само Скопје, Битола. Ја она што читам. И Свети Николе, и Деба, сегде цела Македонија. Мора од негде се почне. Да, видете, главниот фокус на владата и Министерството за економија и труд се младите. Главната цел, главниот фокус на оваа влада сега и во иднина ќе бидат младите. Што повеќе да возможиме младите да останат во државата преку различни мерки кои ги имаме и во активните мерки на Министерството за економија, меѓутоа и во тој оперативен план кој што го кажавте, а стана доста популарен во периодот од ова година и сите го зборуваат. Значи направивме една поголема транспарентност према граѓаните,
претходно не дека немало, али била малку подзад скријана, како да кажам. Меѓутоа, со екипата од Агенцијата за вработување, со екипа од Министерството за економија, труд и Министерот секако за економија и труд, направивме посета на многу градови. Тука и Агенцијата за предприемништво АППРМ, да поздравам и Даниела, директорката, која беше многу активна. Сега поново ќе биде и нова, таму па две институции се спојуваат воедно со еден огромен буџет кој исто така ќе биде наменет за млади, за иновативни програми и така натаму. Значи се е фокусирано на младите, тоа сакам да кажам. Да. Сега направивме ние една после усвојувањето на оперативниот план, направивме една турнеја, да речам, екипата. Ги посетивме сите градови, центри, регионално направивме средби, каде што и покранивме сите млади бизнис сектор и го промовиравме оперативниот план за тековната 2025 година и резултатот е очигледен. Препознав два пакета јас препознав. Толку можев. Кој е Може би имате резултатот? Сега ќе кажам. Од ова транспарентност големена, нормално и владата и премиерот сегде ги презентираше овие мерки, до лани имало 2-2,5 илјади апликации секоја година варирале за самовработување. Таа е најактивна мерка во оперативниот план. Ова година имаме преку 6.000 апликации. 3 пати повеќе. 3 пати повеќе. И тоа да кажам дека преку 65-70% млади луѓе заинтересирани. И ова тоа е мерката најатрактивната мерка за самовработување. А за сите други мерки имаме уште илјадници други апликации кои се атрактивни. Ова е оперативен план. Треба да сватат граѓаните дека е најголем во историјата досега на Република Македонија, бидејќи ќе опфати најмногу млади луѓе, претежно млади луѓе и невработени луѓе, тука и ранливи категории се опфатени. Значи самохрани, мајки, ромската популација опфатена, се што е она ранлива група и карактеристични групи за општеството. Сега ќе кажам, со овој оперативен план и овој буџет ќе биде рекордно опфатени преку 16.000 луѓе, претежно млади, да остварат работен однос и да остварат работен однос и да останат во државата. Не е мала бројка. Како мала бројка, одлична бројка. И втора работа, што сакам да ја потенцирам, овој оперативен план вкупно кошта 2,5 милиарди денари или цели 40 милиони евра. Нешто повеќе од 40 милиони евра. Или за споредба, да кажеме, со минатиот оперативен план цели 7,5 милиони евра повеќе. Ова влада возможила 40 милиони евра за вработување на млади да обстанат во ова држава. Сега во тој оперативен план најатрактивна мерка е самовработување. И вие сте ја научиле дори. Морам да пратам и се спремав малку за емисија. Бидејќи економијата, да бидам искрен, не е моја област, ама ми е и најинтересно. Социјалата, вие дигате социјалата и ја намалувате невработеноста. Мораме. Секој единка треба да има интерес за економија во Македонија. Имаме 9 мерки и вкупно 27 подмерки. Значи многу има мерки. Цел систем е направен, тој добро го разработувавме. Не правевме како некој претходно копи-пейст, само пресликувај ги мерките секоја година истите. Направивме малку видоизмена на мерките. Самовработување на најатрактивна мерка и тука да кажам какви се зголемувањата интересот зашто е голем. До 29 години, пак да кажам, фокусот е на млади, предвидени се 10.000 евра за помош за отворање на бизнис, за предприемништво, со добра бизнис идеја на младите. Ако се здружат двајца млади, 20.000 евра. Тоа е одлична сума да почнете бизнис. Предходно била многу помала сумата, за цели 4.000 евра е поголема, била 6.000 евра. Меѓутоа не се заостанат. Паметно вложено 20.000 евра може чудо да направи. Може да направат. И исто така, интересно е тоа што не се изоставени другите категории невработени луѓе над 29 години, пак исто добиват 7.000 евра за собствена бизнис идеја да отворат бизнис. А доколку се здружат двајца над 29 години добиват 14.000 евра, што исто така одлична сума, или 1.000 евра повеќе од претходниот период.
Битно е зголемување, а не намалување. Да видите колку добри бизнис идеи има, колку младите се извор на добри бизнис идеи. Ова, да напоменам, не е социјална мерка да даваме социјална помош. Него поддржуваме иновативни идеи, добри идеи, уникатни идеи, како да кажам, што досега го немало. И тие луѓе, јас се надевам дека сега ќе ги реализираат овие пари што ќе ги добијат. Меѓутоа, тие голем дел од тие бизниси ќе се развиваат во иднина. Ќе отворат нови работни места. Нема да останат со еден вработен. Ќе станат со 2-3 и така натаму. Ете така. Втора битна мерка е мерката за вработување и раст на постојани правни субјекти, исто атрактивна. Тоа па сите оние кои имаат микро, мали и средни предпријатија, доколку вработат луѓе, добиваат субвенции. Пак фокусот е на млади. Пак стимулирање. Пак фокусот е на млади. До 29 години добиваат до 250.000 денари по човек субвенција и можат максимално 5 мина да вработат. Во ова мерка се пријавени, ќе се обезбедат преку околу 1540 нови работни места, значи нови 1540 млади, не собствена бизнис идеја, него во постојачки субјекти да се работат, да се остварат работен однос, а ние да ги субвенционираме, меѓутоа имат исто така можност и тие кои се невработени овие категории. И младите ги вработувате и субјектите ги заживувате. Пак главниот фокус е на младите. Тука исто така и поддршка за креирање на нови работни места преку зелена економија, односно фирми кои што протежираат зелена економија, заштита на животна средина, како еден од битните моменти во развојот на секоја држава економија. Знаеш, поддржуваме ние. Гледам сето вака. Поддржуваме. Да, вистински зелена, не као некој формално што бе. Да, некој се ребрандира зеленија. Да се пошегуваме малку, да. А беа повели. Поинакви. Точно. Во таа мерка исто така има помош од 250.000 до 750.000 денари повторно за млади луѓе, таму можат да работат до тројца. Меѓутоа имаме и други мерки, практиканство, разни обуки, до едукациите исто така се битни. Тука па му ги зголемуваме на невработените луѓе перформансите да бидат поатрактивни и поконкурентни на пазарот на трудот. Прв пат се воведе мерка за, популарно ќе наречам, за пожарникари. Не, тоа е поинако мерката е крстена, меѓутоа 6 месеци времено вработени во моменти кога има најмногу пожари да бидат достапни на регионите и општините каде што екзистират и 350 луѓе беа. Меѓутоа сега го спремаме новиот оперативен план, кој што нов оперативен план треба да биде готов до крајот на годината, да го предложиме да влезе во новиот буџет и да понуди нови поатрактивни мерки пред се за младите, со цел да обстојуваат младите овдека во оваа држава. Видете, имаме многу прекрасна младина. Имаме луѓе кои имаат и јас го мислам тоа. Креативни идеи, имаат луѓе кои што навистина имаат њуз за бизнис. Зошто тие луѓе да не ги поддржиме преку вакви мерки или други активни мерки кои што ги имаме во Министерството за економија. Да не заборавиме, ние имаме и активни... Да имаме чиста совест. Точно така. Ние имаме активни мерки и од Министерството за економија, баш како од оперативниот план. Имаме мерки за поддршка на мали и средни предпријатија, микропредпријатија, имаме мерки за поддршка за зголемување на конкурентноста на производствени капацитети, индустријски капацитети, за лаборатории, за подобрување на перформансите на одредени лаборатории, за занатчиство. Имаме мерки, има исто така мерки за доедукација и така натаму. И да напоменам, една од новите атрактивни мерки, закони која што во иднина би се спроведувало, тоа е и бизнис ангели, така? Бизнис ангелите е интересно сегде на запад. Секој кој има пари, кој има вишок на пари, секој бизнисмен може да ги поддржи овие млади луѓе кои се добри предприемачи, се иновативни, има добра бизнис идеја, пак и тие да влезат, да ги поддржат за да му помогнат на младите да отворат собствен бизнис, а преку идејата на младите и тие на некој начин да остваруваат профити, да растат со својот бизнис. Тоа е малку ново, малку е се срамежливи бизнис секторов, меѓутоа да ги охрабрам
Значи не само со отворање на работни, не само со отворање на работни места и добра стимулација и добра плата со која би останале младите, него да препознат и квалитетни млади кои имаат добра бизнис идеја покрај државата и тие да ги поддржат со одредени средства да започнат свој бизнис и да останат децата и младите тука во нашата држава. Тоа е тој приоритет. Ја не сум од вчера, искусен човек сум. Ја приметувам дека ти, министерот, имате некој голем, не мора да е голем, ама дека имате некој стручен експертски тим кој вие го водите и вакви новитети, вакви мерки секако во склопот на владата, владините мерки давате. Лично гледам тука и немал печат твој. Пред емисија ова завртив некој мој броја во Прилеп, мои соработници, и сакав нешто да потпитам за тебе. Еден вака ми рече, нема да те го открам кој е, вика, вика, Сотире, тоа е златното доба на Прилеп, вика, па тој го изгради, вика, Прилеп. Добро, тоа е позитивно мислење, јас сум сведок дека е тоа така, прилепчани го тоа знаат. Ама друг вака ми рече, ние сакавме, вика, тој да се врати, вика, пак, вика, во Прилеп да биде да одлучува. Има, вика, сега кочански ќе се изразам, еденал проекти од 2017 кои се прекрасни за Прилеп, тие по него, вика, не ги реализира. И сега ја твојата предузимливост од Прилеп, сепак 12 години не се малку, ти го препороди. Не претерувам ја златно доба, а на твој прилепшени велат златно доба. Нели е ова, ја вака кажувам, кој ќе видам ја, следам 35 години, успесен човек на микроплан, како да се обидува сега ти и твојот тим, тоа што на времето си го направил во Прилеп, сега да го направиш на ниво на Македонија, подржан од лидерот, водачот, премиерот Христијан Мицкоски, од твојата партија која е победничка, му се бендисувала тоа некому или не, али во еден циклус, 2 локални избори, парламентарни и председателски победи, тоа големи победи и така натаму. Ај нешто малку за Прилеп да ни кажеш, бидејќи ја така те препознавам, а знаеш како? А сега ќе те насмеам. Оној меѓународниот проект 2005 кога го водевме ја и Тони Поповски, бившиот министер за екологија, го памтиш? Одевме во штабови ВМРО, штабови СДСМ, штабови ДУИ, штабови ДПА. Кога бевме во штабот на СДСМ во Прилеп, вака ни рекоа: Маријан, ќе го победиме, ќе го здробиме. Ја не те познавав тогаш тебе, те видов само, ама Тони вака ми рече: не, вика, дечки, тој ќе ве здробе. Испадна Тони, да биде во право. Направи ми некој преод, Прилеп што направи, очекуваш ли дека сега Македонија, вие имавте и преродба, имавте и доградба на преродба, па се случи пржино, несакана работа, па шарена револуција. Гледам ова нова генерација, подпомогнати од вас поискусниве, работите со многу поголем елан и со многу поголема енергија. Која е врската сега, она што се случувало некој пат убаво во Прилеп и ова што се случува сега, овие мерки што ги кажувате, пред се ти броеве десетина пати ги спомнам младите, што ми е драго, што ми е посебно. Главен фокус не се ти е. Да ми направиш така една мала компарација што, ево, можеби ти изненадувам, можеби ти е незгодно сега ти некоја скромност ке сакаш да покажеш, ама нема, ти си јавна личност и сакам да го излечам твоето размислување. Па видете, нови локални избори, ВМРО ДПМ на чело со нашиот председател, господинот Христијан Мицкоски, која води владата, доби огромна поддршка и огромна доверба кај граѓаните и на парламентарните избори. И сега навистина ке треба се она што е ветено стана на граѓанчалниците да биде и реализирано. Јас да напоменам дека Прилеп доби одличен граѓанчалник, тоа е господинот Дејан Продановски, кој се надевам дека се она што беше вкалкулирано во... Сум го обучувал од 2 циклуса, го познавам, прекрасно момче. Да, па дете пораснато во партијата, беше и парламентарец, советник беше, водеше одредена институција, навистина ги знае сите оние текови и претходно како се работело во моје време како граѓанчалник, бидејќи заедно на некој начин почнавме во исти период и како растел градот и кај треба да посочи внимание да градот навистина тргне напред и реализира многу проекти во интерес на граѓаните. Иначе пред локалните избори заедно седнавме, видовме кои проекти од наше време може да се имплементираат, кои проекти
тој сака да ги додаде како додатна вредност на градот. Новото време кои проекти ги бара, исто така и од претходниот градоначалник кој што исто така има доста добри проекти започнати да се дозавршат, така да Прилепчани се надевам дека ги очекува еден добар, интересен период во наредниот период со една нова експанзија. Продолжување на преродбата. Па една нова експанзија на градот која ќе даде едни нова како да речам, нов квалитет на градот и квалитет на живот на граѓаните. Се надевам дека тоа Дејан ќе го направи, меѓутоа и со добар тим нормално. Видете, успехот не може сам човек да го направи, треба да имате добар тим. Зошто јас сум бил добар во моето време, тоа не јас, го кажуваат многу луѓе и видете, кога викате скромност, да, скромност е да видите, меѓутоа кога имате резултати, некогаш треба да ги кажете резултатите, бидејќи тоа не е се само твои резултати, тоа се резултати од тимот, од граѓаните, од сите кои живеат на тоа поднебие. Прво треба да имате добри менаџерски способности, да имате комуникација со реалноста, да не бидите во облаци, знаеш, да ве опија, како да кажеме, функцијата, како што многу пати во минатото се случувало, да имате комуникација со потребите на граѓаните, потребите на градот, бизнис секторот и секако потребите на граѓанскиот сектор, невладиниот сектор, чаршијата во Прилеп, занетчите, тука се чаршијата е многу фирмите, битна во Прилеп. Апсолутно, најбитна би рекол. Сум го приметил тоа. Најбитна. И затоа јас би препорачал не само на граначалникот на Прилеп, на сите граначалници во Македонија, па и без разлика од која политичка преминенција потекнува. Браво за ова, браво. Значи, да формирате еден економско совет, како што е ова економско-социјален совет. Ние бевме пионери во времето на формирање на таков совет. Кај нас не беше економско-социјален, беше економски совет, меѓутоа во него учествува и синдикатите, и синдикатот беше. Така му беше насловот. Редовно да има комуникација од тука, од таа комуникација, да можат да ги гледат главните потреби на развојот на градот, пред се во урбанистичкиот дел. Урбанизмот е многу битен фактор, бидејќи тоа би рекол е библија на развојот. Ако вие немате урбанистички планови добри, со перспектива и развој, не можете да се развивате, не можете да издавате одобренија за градење, да реализирате проекти. Тоа е прва работа, урбанизмот да посветат внимание. Втората работа треба да имате една банка на проекти. Јас имав банка на проекти. Таа банка на проекти, овдека како што гледаме книгиве на рафтовите, беа спремни проекти од различни области. Дали тоа беа од инфраструктура, од економија, од култура, образование и така натаму, и тие беа наредени спремни за аплицирање. Сегде каде што имаше можност за аплицирање, дали тоа беа владени институции, меѓународни фактори и така натаму, ние аплициравме со готови проекти. Видете, никој не ви дава проект на парче хартија, така мора да биде издржан и така натаму, и тоа е добро. Трета работа, треба да посветат внимание на животната средина, која сега гледам последниот период е доста актуелна, чистотата на градовите и така натаму. Секој човек сака да живее во чист град, да има третман на отпадот и така натаму. Прилеп сега ќе заврши првата фабрика за отпад која е почната од наше време, која ќе има и продолжение. И тоа е голем бенефит за граѓаните на Прилеп. Ќе видите каков ефект има позитивен за граѓаните на Прилеп за брзо време, бидејќи е во тек реализацијата финална. Исто така направивме пречистителна станица, отпадните води ги реализиравме, тоа треба да оправа Орце да оправи со град Скопје, бидејќи поради едни грешни... Скопје е малку покомплицирано. Да, грешни политики на претходниот период и градоначалници, и тој проект беше закочен, треба да го откочи и да го реализира пак во интерес на граѓаните, да овозможи развој на бизнис секторот преку индустријски зони за домување, за млади брачни парови, сакаме да ни останат младиве, се покрај работа, не е проблем вработувањето. Животниот стандард нормално дека ќе оди нагоре, ќе се подобрува економијата со добри економски политики, меѓутоа треба да му обезбедите и домување на младите, да можат да си створат свој дом, да створат свое семејство, да не живеат со родителите, да бидат самостални и така натаму. И тоа е вака еден од главните приоритети. Главен приоритет е сега, во ново време, ќе биде дигитализација на општините. А што значи дигитализација? Тоа значи побрзо решавање на проблемите на граѓаните. Значи, фидбекот да биде многу брз.
и да се избегне онај човечки фактор, тет како да кажеме, кај што имало и коруптивни работи, различни уценување на граѓани, од небрижност, немарност, чување на предмети, да биде што повеќе да се дигитализираат општините, каде што ќе бидат многу експедитивни во решавањето на проблемите на граѓаните. Нормално со тоа ќе се намали и коруптивноста, решавање на сообраќајните проблеми, паркинзите, сообраќајот, јавниот превоз. Гледаме дека големиве градови, порано само во моје време Прилеп и Скопје има јавен превоз. По примерот на Прилеп гледам дека и другите градови веќе формираа јавен превоз и што повеќе средства да користат од странски донации, бидејќи видете сега не сте ние мојна држава или буџетиве да се огромни, не сте ние Монако да имаме милиарди евра буџети во општиниве, него да искористат што повеќе донации, странски средства кои им се достапни, дали е тоа европско или други достапни донации, меѓутоа да го инволвират и бизнис секторот да инвестира во градовите, бидејќи и тие се дел од општините, градовите, натре дали по пат на јавно-приватно партнерство, да ги заинтересират со одредени заеднички проекти и така натаму. Дали тоа ќе биде активирање повторно на тие општински обврзници кои го зачнавме пред неколку години, има многу начини како да се подобрат општините и работењето на општините. Само треба да се работи. Меѓутоа и да напоменеме дека ова влада, начело со премиерот, ова не е фалба, ова е реалност. Ова влада досега најмногу трансферира пари до локалните самоуправи. Историски најмногу досега, не памтам, јас сум бил 12 години градоначалник, да еве сега Прилеп добива 11 милиони евра од владата за капитални инвестиции и проекти. Да не зборувам Битола 15 милиони, од кај да знам сега, тоа е по некоја формула и колку проекти. И од големина и од проекти е тоа. Владата, значи, преку унгарскиот кредит, преку различните програми, трансферира пари за капитални инвестиции со цел да го подобри живењето на граѓаните во општините. Владата и премиерот се едни од ретките кои сватија дека преку подобрување на животот на граѓаните во општините се подобрува и тука те молам застани. Гледајте. Се подобрува животот комплетно во државата. Знаеш што те потсетив на твоето време, на преродбата на Прилеп, златната доба? Од две причини. Едно, да покажеме на гледачите дека не си туку така дојден ти во Министерство за економија, си постигнал во Прилеп тоа што си го постигнал, а и второ, ако нешто знам од економија, тоа е без локален економски развој, нема развој се вкупен на државата. А многу убаво го кажуваш и од порано и од сега што све треба да се направи, ја би рекол, во локусот, во локалната средина, таму граѓаните да ги видат бенефитите економски, социјални, а потоа да тркнеме на... Од тие причини те вратив малку лентата временска. Ако државата, тоа е поврзано. Како што поврзува многу работи, економија и труд или синдикати и работници и така натаму, така и централната власт се поврзана со локалната. Централната власт се грижи за макроекономија, за економски политики, надворешна политика, економија, извоз и така натаму, се грижи за добри законски решенија, функционирање на системот, контрола на системот и така натаму. Меѓутоа, локалните пак самоуправи, тие се основната клетка, каде што граѓаните се директно во контакт за подобрување на нивните основни животни потреби во местото кај што живеат. Ако имаме развиена држава, ќе имаме локални самоуправи развиена. Меѓутоа и обратно. Ако имаме развиени локални самоуправи, ќе имаме и развиена држава. А пак локалните тоа е идеал кој треба да целиме. Да, а па локалната самоуправа треба да ги формулира на креирањето на политиките и на реализирање на капитални проекти во интерес на граѓаните, треба да оземи не само од граѓаните, туку и од бизнис сектор и сите оние читанители кои се во тој локален економски развој. Вака, пред да привршуваме емисијата, ја сега пак ќе ти изненадам. Ја сега малку ќе поидеме во политиката, ама сега тоа е тоа. Пак те враќам на 2017 година. Јас во Воландово бев гостин на вашиот конгрес. Како аналитичар ме викна таму, некои процеси, некои промени во вашата партија, во контекстот Република Македонија, на политичка сцена да ги коментирам. И јас се сеќавам на една слика,
Дали беше од комисијата што ги пребројуваше гласовите или известител ти беше, ти излегуваш на бина, ги соопштуваше резултатите, го споменуваш името Христијан Мицкоски, направи така со една таква твоја специфична прилепска нарација во позитивна смисла, една позитивна атмосфера во салата, да не ти кажам колку минути аплодиравме, дали се сеќаваш на тоа? Сакам како не, тоа е еден... Како ти, што е поентата, ти како да даде една предвестие кого сте го избрале за председател, кој сега ни доаѓа за премиер и сите овие добри работи што не се сеја веќе во неговестување, него веќе и ги живееме дека ќе се случат. Се сеќаваш ли на Валандово на 2017 година? Видете, сум бил учесник на многу конгреси. Сега ќе видам и на наредниот конгрес. Да, па ова имате во декември, сега имате конгрес, да, па те подсета малку. Секој конгрес сам по себе историја за ВМРО и за државата. ВМРО и државата се врзани на некој начин и тоа е еден на најубав начин. На најубав начин историски момент каде што како председател на изборната комисија на конгресот, на трепартиска изборна комисија, се избра како нов председател на ВМРО-ДПМН и нов почеток на, да речам, трето доба на партијата, господиниот Христијан Мицкоски, меѓутоа да не заборавиме, континуитетот си постои во ВМРО-ДПМН секогаш, само новите идеи, новата енергија, новото размислување дава нови атрибути и на партијата, а со тоа и на државата, и сега како владеачка партија. Се надевам дека ВМРО-ДПМН и после овој конгрес ќе биде навистина уште појак со нови идеи, нови размислувања, нови победи за Македонија и за партијата и како да кажам дека ВМРО-ДПМН е на некој начин исторежерот на целокупниот овој развој во претходниот период. Една комплетна историја повеќе од 30 години. Одлично. Ај вака. Ние секој пат на крајот праќаме кратки, јасни пораки, тоа гостинот го прави, бидејќи реков едукативно влијаеме, она што цениш дека за економија, па ја би додал тука и социјала, што можеш пред се на младите и на останатите во Република Македонија да им порачаш, пред, да речеме, да не фати новогодишната атмосфера. Така, кратко, јасно и концизно те молам. И да ја завршуваме емисијата. Па видете, би порачал младите пред се да останат тука во државата. Навистина следува еден добар период и економски прогрес на државата, со многу работи и аномали кои претходно ги имало, кои ќе ги поправи ова влада, со цел да не бидат, како да речам, катапулт тие аномали од државата на младите, него да бидат на некој начин рампа да остануваат младите во Македонија. Се надевам дека поддршката од ова влада и нашето министерство е огромно према младите. Се надевам дека тоа ќе го прават и локалните самоуправи. Гледав ги чита програмите на сите локални самоуправи таму, главниот фокус е на младите. И тоа е многу добро. Треба тоа да го направиме, да видиме што повеќе млади, ако можеме да ги вратиме во државата и сите заеднички да користат искуството од повозрасните, а ние со нивната енергија додиме напред и сите заеднички да направиме од Македонија едно пристојно катче за живење, кое ќе биде респектирано во Балканот, во Европа и секаде во светот. Видете, ако самите не се респектират и не се средите, ни тие од надвор нема да ве респектират. Јас тоа го знам, го имам почувствувано и таа е мојата девиза. Прво ние да се средиме, да бидеме едно комплетно семејство, не зборувам за нација, националност, вера, едно друго, сите сме дел од овој систем. Младите треба да ни бидат богатство, а ние заедно со младите и младата енергија, исто и партијата ВМРО-ДПМН, заедно со младите да грабиме и да одиме напред. Да. Брајан, по завршување на подкастот, ја мислам не можеше да има. Јас ти благодарам за гостувањето. Драго ми е што после долго време се сретнавме и мислам дека вака спонтано се и прикажавме. Уште еднаш благодарам, се надевам дека до година. Па јас сега еден поздрав да упатам до вашата сопруга Билјана, кој е одличен човек за водење на протокол. Добро, со незе повеќе соработувате таа работи. Да, мислам дека човек на висина на задачата. Професионалец, она е тежко. Професионалец. Јас сум друг тип, она е тежко. Прекрасна фамилија, па Ти благодарам. Ти благодарам, ќе ја поздравам. Се гледаме до година со
нова дискусија, тоест ново презентирање на мерки од првиот квартал, гледам доста амбициозно работите во економијата и одма ја тука додирам социјалата и само ви посакувам добро здравје, засукување на ракавите кои веќе ви се засукани и уште повеќе работа за нашата татковина Македонија и за нас македонци. Се надевам дека и нашиот премиер ќе има исто така како до сега позитивна енергија, храброст да води држава напред, ние да помагаме сите, а заедно со нас граѓаните да бидат посреќни и повесели светот. И благодарам. Почитувани гледачи, ова беше подкаст Радар, ова беше нашиот гостин Маријан Ристевски. Се гледаме другата недела. Да сте ми живи и здрави. Довидување.